Добар ден. Ете, повторно го гледате најновото издание на Работна сабота. Работно за нас, меѓутоа, верувам, релаксирано за вас. Се надевам дека денеска ќе ви се допадне содржината и темата на која што ќе разговараме. Се надевам дека ќе ви се допадне нашата денешна гостинка. Денеска со нас е Марија Мечева, уредник на првиот моден портал fashionel.mk. Здраво, Марија. Здраво, Мартина. Како си? Одлично. Во твое присуство, 24 вести, една од најгледаните телевизии во Македонија. Супер. Така да не ти беше многу топло кога доаѓаше навака. Па искрено е топло, меѓутоа се личи за ова време од годината, така да. Пошто цело време зборуваме нели зимно време кога е ладно, па кога ќе дојде сега топлово, знаеш, некако сме сите ние природно е, природно. Подготвено го дочекуваме летото, така да. Така. Кажи ми сега, ти си уредник на првиот моден портал Fashionel. Колку време постои Fashionel всушност? Така, fashionel.mk е македонски портал кој што е комплетно фокусиран на модата и веќе 2 месеци ние успешно функционираме во македонскиот интернет простор. Морам да признам дека сум многу задоволна од досегашниот рейтинг, токму поради специфичните содржини кои што ги нудиме, токму од аспект на модата. Така, се гледала ли порано како уредник? Па искрено, порано јас никогаш не сум имала некаква дефиниција каде ќе бидам во иднина, никогаш не сум се гледала во некаков лик или професија, меѓутоа сегогаш сум знаела дека тоа ќе биде некаква креативна професија, каде што ќе можам да ја приточам сета своја креативна енергија, така што мислам дека сум на вистинското место во моментов. Така. Она што е доста интересно дека е огромен тим стои позади Fashionel. Може ли нешто да ми кажеш за тимот на Fashionel? Точно така, значи ова е многу сериозен проект кој што еве сите мои колеги напорно, сериозно и ажурирано работат на истиот. Сме доста добар професионален тим од неколку новинари, значи покрај новинарите се разбира тука се сите оние професионалци од аспект на техничка поддршка, фотографи. Можам да кажам за тимот дека сме сите млади луѓе, големи ентузијасти, големи креативци, професионалци кои што успешно, барем досега, се вршат својата работа. Така, која е целта на Fashionel? Fashionel.mk е македонски портал кој што пред се има за цел да ја афирмира македонската мода. Значи се работи за една интернет платформа чија што основна задача е да ја доближиме македонската модна сцена до нашата јавност. На некој начин да ја линкуваме јавноста со тоа што го работат професионалците од модната сцена тука во Македонија. Пред се, меѓутоа, нели нормално секогаш сме во чекори со светските случувања од тој аспект. Исто така, втор многу битен момент на fashionel.mk е тоа што тука исто функционира најголемата македонска модна интернет продавница, каде што сите наши посетители можат да ги видат ексклузивните парчиња на Елена Лука, сега за сега. И така да, тие две компоненти ни се основната содржина на нашиот портал. Така. Колку години имаш, Марија? 25. Така. Уште малку 26. Добре, сега во јуни ми е роден ден. Со годините. Да. Она што претходно те прашав, дали си се гледала некогаш во ова издание, дали некогаш си се гледала во модата, например, како модел, бидејќи јас баш приметив во едиторијалите дека те има некаде како модел. Така, модата од секојаш ме фасцинирала мене лично од аспект на тоа дека представува една можност лично да се изразиш себе си преку својот стил, преку својот имидж. Значи јас во текот на годините, не знам, сигурно сум сменила многу начини на облекување, различни стилови, дали покрај музиката која што ја слушам или во моментов тоа што ме интересира, и сметам дека тоа е во суштина и суштината на модата, преку својот личен имидж и визуелен израз да го изразиш својот идентитет. Сега во однос на тоа дали сум се гледала некогаш како уредник, тоа не би можела, нели, да дефинирам од овој аспект денес. Инаку првиот едиторијал кој што го направивме за fashionel.mk беше едиторијал преку кој што ја поврзавме работата на повеќе македонски модни дизајнери, со тоа што направивме едиторијал каде што споивме комбинации од парчиња на македонски дизајнери и на тој начин беше нашиот прв чекор за афирмација на македонската мода, каде што еве како една обична нормална девојка ме одбра мене како представник на тимот да ја на некој начин презентирам македонската мода. Колку кај нас се следи модата во Македонија? Па мислам дека македонците се една естетски профилирана нација, значи луѓето знаат што е добро, знаат што е естетика, имаат чувство за мода. Така да, мене многу ме радува тоа што не сме робови на модата, туку знаеме се она што е тренди некако да го вклопиме во нашиот личен имидж, во тоа што сме ние. Тоа е и суштината на модата. Ние
таа е основната парола на Фешенел, нели, да не сме робови на модата, меѓутоа да го искористиме тоа што модата ни го нуди во нашиот личен имидж и визуелен идентитет. Така. Сега да не споредуваме со останатите држави, меѓутоа јас сметам дека ние тука доста добро ја следиме модата со оглед на западните држави, каде што буквално на некој начин со исклучок на Франција и на Италија, кои што се стварно во модата број 1. Меѓутоа сметам дека сме добри. Не знам дали се согласувате. Мислам дека ако не друго, барем се трудиме да бидеме во чекор. Оноliko колку што ни дозволува животот па и нашиот буџет. Апсолутно, значи постојат милион различни околности кои што не секогаш нели ни дозволуваат да бидеме таа идеална слика која што ја замислуваме за самите себе. Меѓутоа во рамките на можностите, мислам дека сите се трудат да изгледат барем онака како што тие се замислуваат, дека најдобро изгледат. Од каде црпите сета она содржина во Фешенел? Така, значи Фешенел е моден портал кој што особено внимание обрнува на авторските текстови. Значи секогаш сакаме приоритет да дадеме на тие авторски индивидуални содржини, така што сите новинари во однос на тоа што е во моментов актуелно или во зависност од тоа нели странските портали какви модни трендови налагаат, сето тоа ние го дефинираме во една наша специфична содржина, така што секогаш приоритетни се тие авторски текстови. Така. Јас би сакала да ги потсетам гледачите дека може да не контактираат слободно на двете телефонски линии на 02 60 91 924 и 02 60 91 925, доколку сакаат нешто да прашаат нормално за модата или пак за Фешенел и за се она што ги интересира поврзано со ова денешна емисија и со оваа тема. Еве, рече дека не си се гледала како мала. Не можеш да кажеш каде си се гледала, меѓутоа си имала ли некоја замисла, еве, како мала? Например, јас сакам као децава сега кога ќе ги прашаме што сакаш да бидеш, пример докторка сега. Така. Како прост пример го кажувам. Дали ти си имала некоја таква замисла како мала, бидејќи јас например кога ги гледав сликите, видов дека ти си имала сосема поинаков стил на облекување, нешто значи дека можеби на некој начин се целела кон нешто друго. Сега е сосема оваа трансформација, така на некој начин. Да. Мислам дека секоја доба од животот на еден човек му дозволува, нели, во зависност од тоа како е расположен, така и да се облекува. Значи јас во текот на мојот живот сум имала неколку значајни трансформации од различни аспекти, така што денеска еве како моден портал, како уредник на моден портал, сметам дека ова е вистинскиот начин на кој што треба да се презентирам самата себе и да бидам нели во согласност и синхронизација со тоа што значи да се биде нели во тренд, меѓутоа и да се запази некој индивидуален имидж. Така. Ова емисија се вика Работна сабота и секогаш кога најавуваме работно за нас, релаксирано за вас. Што тебе ти релаксира? Па искрено имам доста издувни вентилеве, да кажам. Ја сакам уметноста, покрај тоа што ја сакам модата, го сакам театарот, сакам да гледам филмови, сакам да читам книга добра некоја. Значи има доста аспекти кои што ме релаксираат. Така. Значи, она спомена театар, се гледала никогаш како можеби во театар да играш? Искрено не, меѓутоа за Фешенел, за мојот портал, често пати правиме такви содржини, некои кои што се поврзани со театарот, дали со театарската костимографија, или правиме интервју со актери кои што секогаш се неисцрпен извор на креативна енергија, па тука го доловуваме нивниот имидж, какви се за време на сцена, какви се во приватниот живот. Така што искрено во театарот не сум се гледала како нели директно инволвирана, меѓутоа еве Фешенел ми дава на некој начин можност да се доближам и до театарот. Се случува да побараат совет од вас? Пример, актириве, пеачите или стони јавни личности? Добро, сепак за тоа нели постојат стилисти, постојат луѓе кои што се професионалци во тој аспект, меѓутоа сигурно дека има значајно и нашето мислење како медиум кој што сепак ги презентира пред јавност. Се надевам дека на некој начин ќе скроите со Фешенел, ќе се скроје на начин облекување и стилот. Можеби ќе се долови ефектот кај сите оние млади луѓе. Што е добар стил за тебе? Добар стил на облекување. Така. Според мене добар стил на облекување е сето она што да речеме те изразува лично тебе, кој изразува твојот личен идентитет, со тоа што нели секогаш мора да внимаваме и на приликата каде да се појавуваме, нели, во однос на тоа. Така што соодветно облечени личности во соодветна прилика. Тоа според мене е добар стил, меѓутоа никош да не бегаме од тоа што сме ние. Така, значи да дадеме еден акцент преку ден, една облека на вечер, друга. Така, во зависност од приликите, и од можностите, нормално. Така. Значи, она што мене еве доста ми е интересно, например, кога ќе отворам Фешенел, ги следите и светските модни трендови.
и светските личности. Кој е предизвикот всушност на Фешенел? Каков предизвик? Дали има предизвик? Огромен предизвик. Значи, јас како што претходно напоменав, Фешенел сака пред се македонската модна сцена да ја доближи на јавноста. Тоа не е нималку лесно, пошто искрено целата иницијатива за fashionel.mk произлезе од тој момент дека всушност во Македонија и нема многу медиуми кои што третираат мода, значи нема многу простор каде модните дизајнери, луѓето во таа фила да се изразат. Искрено јас сум дел од креативниот тим на Елена Лука веќе 3 години и кога сме работеле на некои проекти, понекогаш сме разговарали на таа тема, каде сега да ги пласираме нашите информации. Тоа секогаш не било битно. Бидејќи редно е кога човек работи, тоа публиката ја интересира, апсолутно. Така што од тука произлезе и целата идеја за Фешенел и тоа е нашата основна цел и нашата основна амбиција. Значи да се промовира се што е она македонско, претпоставам македонските креатори покрај светските креатори. Учествувавте на Fashion Week? Мислите Да, ја проследивме комплетната програма на Fashion Weekendот. Затоа во тој момент уште не функциониравме како моден портал, меѓутоа успеавме на некој начин преку фан пејџот тогаш додека се подготвуваше порталот да ги проследиме апсолутно и професионално сите информации кои што беа поврзани со тогаш најактуелното случување во областа на модата, така што беа проследени сите дизајнерски колекции. Кој е најдобар дизајнер според тебе? Еве тебе лично кој најмногу ти се допаѓа? Например, мене јас ја сакам Донателла Версачи или Саб. Така. Они ми се некако врвот на модата, барем за светската мода кога правиме, Нормално. Вака јас од целата таа една огромна листа на дизајнери не би можела да кажам конкретно име, меѓутоа постојат одредени моменти, елементи од дизајнерите кои што ме фасцинираат и кои што се некаков печат на секој дизајнер. Од една страна ме фасцинираат чистите линии на Шанел, меѓутоа од друга страна целата таа луцидност и креативно лудило на Вивиан Вествуд. Значи не би можела да кажам некој дизајнер конкретно, меѓутоа еве елементи од различни дизајнери ме фасцинираат дефинитивно. Колку е лесно во Македонија да се опстанете како да речеме, еве ако сте имале пример прилика да правите некој интервју со нашиве модни креатори, македонски модни креатори, колку им е лесно на нив всушност да опстанат тука во Македонија? Па со оглед на тоа комплетната ситуација каква е во државата, мислам дека не е нималку едноставно да се биде моден дизајнер во нашава држава, меѓутоа постојат толку фасцинантни креативни умови, толку талентирани луѓе и навистина добри македонски модни брендови што одлично опстојуваат на пазарот, така што и покрај се и покрај целата ситуација многу е битен тој дух, таа енергија која што сите тие креативни луѓе носат со себе. А не им е лесно, не им е едноставно, меѓутоа имаат причина. Тоа се македонците кои што знаат добро да се облечат и го почитуваат тоа што го прават македонските дизајнери. Така. Каде се гледаш понатаму? Имаш ли некоја цел? Сега за сега мојата комплетна амбиција е насочена кон fashionel.mk, значи се што правиме тимски го правиме за Fashionel. Така што јас мислам дека нашиот портал уште многу сериозно ќе се развива. Еве сега подготвуваме и нови едиторијали покрај тие што веќе претходно ги направивме двата, од кои што едниот беше со македонските дизајнери, вториот е апсолутно веќе актуелен со костимите за капење. Веќе размислуваме на два нови едиторијали кои што во блиско време ќе се спремат. Така што мислам дека има доволно простор во Fashionel да целата своја енергија насочам таму. Сега за сега барем. Така. Спомна дека имате само два едиторијали сликано сега за сега, така едниот е во купање, другиот зашто? Со македонските модни дизајнери, парчињата. Колку време се работеше на тоа? Бидејќи јас знам дека едиторијал не е лесно да се слика, па можеби цел еден ден, па можеби повеќе денови се поминува во изработка на тие модни едиторијали. Навистина многу сериозен проект е да се направи едиторијал, особено вака, значи кога имаш некоја специфична тема како што се македонските дизајнери, значи во првиот едиторијал опфативме дел од македонските модни дизајнери, затоа што не е лесно едноставно да ги искомуницираш сите тие луѓе, па да ги склопиш нивните различни
сензибилитети во една комбинација која што после тоа ќе биде естетски допадлива. Навистина треба многу време, но благодарение на професионалниот тим, сето тоа навремено се завршува и се надевам дека резултатите се допадливи за публиката. Да, јас баш ги имав прилика да ги погледнам едиторијалот за костими за капење го гледав. Тоа е последниот едиторијал. Тоа е последниот. Тоа е од костими за капење од различни модни брендови. А со нашиве брендови од модните од првиот едиторијал? Тука беа опфатени на добра листа на македонски дизајнери, комбиниравме и од брендови, меѓутоа најголемиот дел од парчињата беа од македонски дизајнери. Со тоа што следно планираме уште еден таков едиторијал со македонска мода, со тоа што тука ќе ги вклопим пак тие дизајнери кои што во првиот едиторијал не беа презентирани со своји парчиња, пошто навистина има што да покажеме. Така, точно, верувам ја дека имаме што да покажеме. Имаме многу добри модни креатори во Македонија, за кои што треба повеќе да ги афирмираме ние како медиуми. Точно. И меѓутоа да се организираат и повеќе модни недели каде што навистина ќе можат, па можеби на некој начин да им помогнеме да отворат своји салони каде што ќе може да се презентираат тие модни парчиња облека. Што е она што тебе конкретно најмногу те интересира во ова фешенелот? На која рубрика најмногу тебе те интересира? Фешенел е еден склоп од различни рубрики. Имаме, како што спомнав, приоритетни ни се тие авторски текстови, меѓутоа имаме интервјуа, правиме едиторијали, ги наградуваме нашите читатели. Токму денеска, беше крајот на првата модна наградна игра која што организиравме пред недела дена. Тој беше избор за најстайлинг на неделата. Еве денеска официјално го имаме и првиот победник, кој што морам да напоменам дека е машко. Браво. Да, честитки за него. Обично секогаш очекуваме жена да биде. Тоа е уште еден показател дека во Македонија и мажите следат мода исто како и жените. Тука веќе нема двумења. Така што навистина има една богата содржина и не би можела да направам сега некаква строга поделба на тоа што мене лично најмногу ми се допаѓа. Едноставно сите рубрики си имаат некаква своја магија, своја специфичност, така што во глобала содржински мислам дека е доста издржан. Така, колку рековте дека сте во тимот на Фешенел? Во Фешенел има околу 10 новинари и нормално тука целиот тој професионален тим на фотографи, техничка поддршка, стилисти, еден добар квалитетен тим. Така. Она што спомнавте, што спомна пред малку дека има наградни игри. Сега следнава наградна игра, каква ќе биде, зашто ќе биде? За оваа недела исто така секоја недела си има посебно. Тоа ни е некако како на неделно ниво наградни игри кои што ги правиме преку фан-пејџот на fashionel.mk. Нашата публика испраќа фотографии од своји специфични стајлинзи. Тука третираме пред се урбана улична мода. Така и напоменуваме кога ја нагласуваме наградната игра. Сега во текот на оваа недела ќе биде уште еден избор за најстайлинг на неделата, а нормално во меѓувреме размислуваме и за многу други различни содржини преку кои што ќе ги наградуваме нашите посетители. Така. Оваа недела беше она улична мода, ми се чини како што можев да приметам. Така. Баш на фан-пејџот на Fashionel. Сега каква ќе биде модата? Мода во која што секој го изразува својот личен индивидуален имидж. Тоа им напоменуваме на нашите читатели дека е битно да биде тоа што се тие. Сега во глобала тоа е улична урбана мода. Фотографии или вие идете ги сликате? Не, тие самите испраќаат фотографии од некаков специфичен амбиент. После тоа ние ги селектираме, од бројните испратени фотографии ние избираме меѓу 10, 12, 13 од прилика и тие ги пласираме потоа на нашиот фан-пејдж пред јавноста. Така. А за модните едиторијали ќе ми откриете зашто ќе бидат или тоа е сепак тајна? Професионално би било да не кажам, бидејќи тимот напорно работи сега на идеите, така што за брзо ќе излезат двата нови едиторијали, ќе може да уживате во нив. Така, се надевам и јас дека нашите гледачи ќе уживаат исто толку, мислам, во сета она рубрика и сета она програма која што всушност ја има fashionel.mk. Се надам дека им се допаѓа. Јас ги повикувам сите оние кои што гледаат емисијата Работна сабота да ни сконтактираат на двата телефонски броја. Ете ги 02 60 91 924 02 60 91 925. Ајде малку, Марија, да позборуваме за тебе. Претпоставам дека гледачите ќе ги интересира нешто конкретно за тебе. Се немате чепкам баш во приватноста.
Никогаш не сакам да се мешам толку многу во приватноста кај луѓето, бидејќи ни кај мене да се мешаат. Така да, што е она, например, што тебе најмногу те привлекува? Јас те прашав неколку пати, ми се чини, каде се гледаш, дали си се замислувала дека ќе бидеш уредник. Меѓутоа, мора да има нешто што те привлекува повеќе од, да речеме, или како ти се гледала повеќе на тоа поле, или па некоја друга, можеби, професија те привлекува, можеби баш те гледаш во уредништвото. Например, јас, лично конкретно за мене, кога бев мала, мислев дека ќе бидам оперска пејачка, меѓутоа работите изгледа многу, сосема поразлично. Дали кај тебе се случува тоа? Па вака, јас сум инаку новинар по вокација, значи можеби... Значи колешки сме, добро. Така, тука сме некаде близко професионално. Така што дете знаев дека, нели, како што спомнав претходно, дека тоа ќе биде некаква креативна професија. И токму тука направив некаква, за мене, перфектна спојка помеѓу новинарството и модата. Мислам дека, посебно за девојка, тоа е една идеална комбинација, идеална професија, може да кажам. Така што јас сум многу исполнета и задоволна од ова што во моментов го работам. И дури како дете, ако сум немала некакви илузии, сега кога би се навратила наназад, сигурно би сакала да бидам ова што сум денес. Така, значи не си погрешила во секој случај. Јас барем сега за сега. Знаеш како, и ние имавме, например, еден професор на факултет кога почнав, не знам дали ти имаш завршено на Кирил и Методи тука, така? Точно. Не знам дали го памтиш професорот Веле Смилевски, на првото предавање, прекрасен човек. На првото предавање он ни кажа вака: размислете добро дали сакате да бидете новинар. Зашто? Вика, новинарството е многу заразна професија. Еднаш кога ќе навлезете, повеќе нема тргање од таа професија. Јас на прв поглед, првиот пат монака ми се причини као нема врска. Така, меѓутоа кога навлеговме веќе, и со останатите колеги кога правам муабет, дефинитивно има некоја магија во цела оваа професија. Апсолутно нема бегање. Самите контакти те држат во таа во тој затворен круг. И драго ми е што е така, искрено. Така, и мене ми е драго. Се надевам дека и сите оние колеги кои што работат оваа професија го имаат истото мислење со нас. Се надевам и. Има малку да се навратиме на модата. Колку треба често да го менуваме стилот? Треба ли да го менуваме често стилот или треба да се одржуваме еден стил со години? Бидејќи не знам каде прочитав во некои од статииве на порталиве, велат колку почесто се менува стилот, толку повеќе можеби се зголемува и самодовербата, па и личноста на некој начин добива на значење. Мислам дека секогаш треба да го следиме тоа наше внатрешно чувство. А не постои некакво одредено сега пишано правило колку често треба да го менуваме нашиот имидж, нашиот стил, туку треба едноставно тоа да биде одраз на нас самите. Како во моментов се чувствуваме, така нели да го одразиме нашиот специфичен стил. Добро е нормално луѓето да не препознаваат по некаков специфичен моден израз. Мене лично секогаш ме фасцинирале луѓе кои што имаат и држат до тој некој нивен имидж. Така што според мене правилата тука апсолутно не се неопходни, туку треба да веруваме во тоа што сме ние и тоа да го изразуваме преку стилот на облекување. Така. Добри, јас сметам на некој начин дека можеби треба да се одржува некој свој стил, бидејќи сепак тоа е како белек еден наш, како препознатливо за тоа кој сме и што сме. На некој начин, да, печат на твојот идентитет, на припадност. Значи, од различни аспекти сето тоа може да се дефинира. Така. Сметаш ли дека кај нас има малку повеќе вулгарност кај некого во облекувањето? Па, тоа е многу индивидуално прашање. Значи, сепак се работи, јас ќе кажам пак, за индивидуален поглед на самиот себе. Така што вулгарност сега зависи во која смисла, нели, зависи во која професија. Некаде во одредени професии вулгарно ако се облечеш и наједноставно, најсекојдневно. Така што сметам дека луѓето треба да внимаваат на тоа, нели, во какви прилики, како се појавуваат, нормално, без разлика тука веќе на нивниот имидж. Ако одредена професија бара одреден дрес код, тука веќе нема изговори, значи тоа веќе мора да се почитува, барем професионално. Така што сето тоа е една многу апстрактна тема. Така, и јас верувам дека е многу апстрактна и многу индивидуална. Точно. Така да сите оние зборувања кога ги слушнам, тој вака се облекол, така се облекол, сепак сметам дека тоа е избор на некој човек. Личен не треба избор. Да се, точно, личен избор и дека не треба уопште да се критикува.
Фешенел, колку ми рече дека постои Фешенел, колку месеци постои? Па еве веќе вториот месец како сме на Јас имам македонскиот осет дека интернет. постои многу повеќе, не знам зашто. Па можеби поради тоа што сме нонстоп активни, нонстоп ажурираме нови информации и драго ми е дека е така. Јас искрено го имам истото чувство, веќе луѓето не препознаваат, веќе им е звучно тоа име и е навистина една доста сте голема актуелни. чест. Барем јас колку што гледам на Facebook, бидејќи сум фан пејдж на баш на fashionel.mk и можам да приметам дека сте навистина актуелни со оглед на тоа што постојано постирате нешто ново, постојано значи се работи на нешто и цело време имам некој осет дека толку долго ве има што едно време сакав кога ти реков колку месеци онака под замислив викам да не беше повеќе, да не беше една година, можеби од прилика, меѓутоа добра сум. Драго ми е тоа чувство што постои, тоа значи дека луѓето не следат, дека сме објективни пред се и дека пласираме квалитетни содржини. Така. Добро, Марија, сега јас спомнав каде се гледаш, меѓутоа што е она што еве сметаш ти дека кај нас недостасува во Македонија во однос на еве да не збориме само за модата, општо да кажеме кај луѓето. Така. Во однос еве можеби на однесувањето на моралот и слично. Тоа со себе сте си повлекувани. Модата е една тема каде што исто така покрај таа естетика постои и етика, значи морал во облекувањето, како што претходно спомнав, одреден дрес-код на облекување. Меѓутоа, она што мислам дека недостасува, сигурно не е креативната енергија, значи има прекрасни креативни умови кај нас и многу таленти, но еве самата иницијатива како што спомнав за fashionel.mk е тоа дека недостасува еден професионален третман од медиумите, тоа сигурно. Недостасуваат професионални манифестации каде што дизајнерите ќе може да ја презентираат својата работа. Значи ова е еден апел еве лично од мене, малце посериозно да се работи на тоа, да се отстапи простор каде што нашите таленти ќе може да се изразат и нормално дека таа финансиска стега е секогаш некаква барикада, некаква пречка која што не ограничува, но не е изговор, еве, да не се работи и да не го постигнеме светското ниво и во Македонија во однос на модата. Па Fashion Week се одржува два пати веќе годишно, така ми се чини? Два пати годишно, да. Така, значи треба сепак малку поактивно, повеќе, мислиш на манифестации, на повеќе манифестации како на повеќе Fashion различни Week? манифестации, значи Fashion Week нормално е да се одржува два пати годишно, значи во однос на двете различни сезони пролет, лето и есен, зима. Меѓутоа, во однос на тоа, нели, да се има малце по-професионален третман, малце по-сериозни настани да се организираат кај нас, во однос на тоа, значи, покрај Fashion Week-от да има и други можности за представување. Така, јасно за тоа. Па не само и во модата, и за многу други работи, треба малку на поинаков начин да ги гледаме, малку да ја подигнеме свеста кај луѓето, да присуствуваат така, и општо таа културна сепак тоа е некоја сцена. култура, точно така, да. Тоа е култура каде што треба да ја следиме и да присуствуваме на, па не само модата, и во театарот, и во кината. Апсолутно, да. Бидејќи гледам, до душа сега и све почесто луѓето се движат и во театар и во кино за разлика од пред некое време кога беше скроз замрено. Да. Драго ми е дека е така. И мене ми е драго да се дигне малку културата на ниво кај народот. Така. Кои креатори всушност рече дека направивте едиторијал од повеќе креатори? Кои се тие креатори? Така, значи една поширока листа. Јас сега уште пред да ја спомнам таа листа ќе се извинам ако некого заборавам. Меѓутоа навистина тука беа нели вклучени добар дел од македонските дизајнери. Значи тука е Елена Лука, тука е Кокев, Росица Мршик, значи една добра листа на македонски дизајнери, младите ќе ги спомнам Hard to Explain исто така прекрасни млади креативци, една навистина богата листа на дизајнери кои што учествува и еве веќе во теке преговарањето за вториот едиторијал, каде што остатокот од дизајнерите кои што не беа во таа прва категорија, тоа во првиот едиторијал, одиме сега на нареден едиторијал каде што ќе се обидеме да доловиме дел од атмосферата и од дизајнерските парчиња на другите дизајнери кај нас. Така, се надевам и јас дека ќе ги поттикнеме нашите гледачи, па и сите луѓе во Македонија малку повеќе да се облакаат од македонски дизајнери. Колку всушност ние можеме да си дозволиме еве да се облакаме пример од македонски дизајнери со оглед на тоа што сепак се работи за парчиња кои што се специфични, кои што не се, например, не се прават сериски, точно да. Не се прават сериски, туку да речеме има едно такво парче, пример една таква блузичка или кошула, се едно. Тоа е автентичноста, нели, нормално на македонските дизајнери.
пак ја кажам дека тоа е многу индивидуално. Значи има луѓе кои што комплетно се облекуваат кај македонски дизајнери, што е секако за почит. Тоа се луѓе за апсолутна пофалба. Значи тоа се луѓе кои што знаат што е квалитетно, знаат што значи да се осмисли комплетно еден дизајн и сето тоа нели да биде подпишано, особено кога се работи за македонски бренд. Јас мислам дека еве од разговора со наши македонски дизајнери дека постои добра клиентела. Нормално сега нели секој не може да си дозволи, меѓутоа доколку следиме некаков стил и доколку ја почитуваме работата на македонските дизајнери, секако дека ќе се најде простор да носиме некоја барем едно парче од македонски дизајнер. Верувам јас дека ќе ги поттикнеме да се облакат повеќе кај македонски дизајнери, меѓутоа ќе ги поттикнеме и оние кои што сакаат и се гледаат во модната индустрија. Колку кај нас има македонски дизајнери актуелно сега? Пошто не знам јас точната бројка, од прилика колку има еве што се да речеме редовни на Fashion Week, кои што се редовни со своите нови модели? Вака конкретна бројка не би можела да ти издвојам, меѓутоа има доста една квалитетна платформа на македонски дизајнери кои што активно работат, не само сезонски, нели од Fashion Weekend на Fashion Weekend, туку и во меѓувреме се доста активни. Мене исто така тоа што ме фасцинира, имаме страшни млади таленти кои што нормално се во тој свет, веќе влегуваат во тој свет и даваат некаква надеж, некаква основа, ние и порталот Fashionel нели да го развиваме повторно во таа насока на афирмација на македонската мода, така што имаме доста квалитетна основа која што мора да се развива и во иднина. Така, се надевам јас дека ќе се развива. Исто така, еве, јас би сакала на некој начин да ги поттикнеме нашите гледачи повеќе да обрнуваат внимание на својот изглед. Јас не би сакала да се мешам за тоа кој и реков пред малку дека не е во ред, нели, да се мешаме кој како изгледа и како треба да се обликува, сепак тука станува збор за некоја индивидуален стил, индивидуална желба. Меѓутоа малку да ги поттикнеме да повеќе обрнуваат внимание баш на македонските дизајнери затоа што навистина има квалитетни модни парчиња. Исто така, еве, накратко, Елена Лука работеше и на фустанот на Есма Реджепова. Така, точно. Да, Елена Лука, како што спомнав, нели, јас сум дел од креативниот тим на Елена Лука. Оваа година имаше чест и задоволство по втор пат, нели, да работи на костимографија за Евровизија. Есма е една прекрасна господја, која што сама со себе и со својот сензибилитет инспирира. Така што Елена Лука беше доволно инспирирана од неа и немаше некои потешкоти во однос на целиот неизин стайлинг, дефинирањето на тоа како она ќе изгледа на сцена. Нормално, таа е веќе жена со свој дефиниран стил и тука Елена Лука можеше да се прилагоди на тоа што таа бара, но дадовме еден печат сепак на Елена Лука во тоа што е Есма. Така. Имате ли некоја соработка меѓународна? Па јас уште еднаш ќе спомнам дека еве сега го афирмираме интернет, тоа се афирмираме интернет продавницата на Елена Лука преку порталот fashionel.mk, така што преку оваа интернет продавница апсолутно веќе физички граници не постојат. Туку едноставно тука веќе сме отворени пред комплетната светска публика. Значи функционираме веќе можам да кажам и на глобално ниво. Така. Пред малку рече дека си во креативниот тим на Елена Лука. Што значи тоа? Во делот за маркетинг и пиар. Така? Да. Значи сепак се она промоција на моделите на Елена Лука, претпоставувам, така? Покрај другото, да. Така. Што би им препорачала ти на нашите гледачи? Па вака, значи сега овој летен период, нели, нормално може да се дозволиме малце повеќе опуштеност во однос на изгледот. А ова лето е доста либерално во однос на изборот на трендовски парчиња. Светските модни писти дефинираат, значи, различни комбинации на бои, на материјали, на ткаенини, така што сакам да им препорачам на гледачите да пред се да си бидат своји, да бидат тоа што се тие, меѓутоа, нели, ако веќе следат одредени светски трендови, оваа година, како и секој лето, впрочем, е доста актуелна белата боја. Транспарентната бела боја е хит пред се поради нејзината практичност. Исто така се многу актуелни неонските бои, значи може да се дозволат малце разиграност во имиџот. Исто актуелни се црно-белите комбинации, комбинациите на контрасти, различни видови на принтови. Значи ова лето е навистина нуди еден широк израз во однос на имиџот. А што е со чевлите? Нели се пак во мода шпиц, така? Така, повторно на голема врата се шпиц кондурите, односно чевлите.
Меѓутоа, еве, бидејќи сега е период за на плажа, бидејќи е лето, јас би препорачала, нели, кога веќе се спремаме за плажа, малце да си дадеме одишка на нозете, би рекла, и да облечеме нешто поедноставно, поотворено, кој што ќе ни дозволи некој поопуштено чувство на плажа. Значи, ако столките, рамните чевли се доста застапени и се еден правилен и вистински избор. Се разбира за вечерните излегувања, тука веќе е сосема друг филмот. Како што напомена ти, шпицасти чевли се враќаат во мода, со металик нијансите чевли се доста актуелни исто сега, значи златно-сребрените, бакарни бои се доста актуелни, така што има еден голем избор. Така, особено за девојчињата. Особено за девојките. Така, да. Јас би сакала тука некаде веќе да ја одјавам емисијата, ќе одјавиме малку порано, со оглед на тоа што, ете, на некој начин се надевам дека ве релаксиравме, меѓутоа ќе ве оставиме да се релаксирате и со останатата програма на телевизија 24 вести. Јас, Марија, би сакала ти се заблагодарам пред се што беше дел од работна сабота. Ти благодарам многу за поканата. Прекрасна емисија, прекрасен тим сте. Се надевам на понатамошна соработка. Се надевам јас дека и понатаму и во некоја друга емисија, можеби ќе гостуваш во ТВ24, дека повторно ќе се сретнеме. Ти благодарам. И дека ќе поразговараме за многу поголеми успеси на Фешенел, па и твои лични успеси, и ви посакувам многу успех, па се надевам дека малку ќе ја покренеме, како што кажав пред малку, па и жилбата и свеста кај македонците, да се облакаат кај македонски дизајнери, затоа што сепак, како викаме, македонско е па наше, наше така? Наше си е наше. Така. Тоа е нашата основна цел. Ти благодарам. Јас уште ти се заблагодарувам, а тука завршуваме емисијата, повторно се гледаме следната сабота во истиот термин. До гледање.